Наша интенција е наместо 15 работни денови да бидат 15 календарски, но ние претходно разговаравме со господинот од Министерство за правда. Во случајот се работи за она што е по моментот возможно, како датум околу кој ќе се согласат повеќе институции и материјални информации, инаку се разбира, најмногу би одговарал во случајот на Црногора, односно би одговарал првиот дел од законската одредба во нашиот закон, во која се вели дека треба да се одговори веднаш, а да се избреше вториот дел кај што се вели најдоцна во рок од 30 дена. Значи, всушност, нашиот закон предвидува одговор во рок од 1 ден, меѓутоа вториот дел дозволува малку поширока. Значи, овој предлог е некако компромис, еден мал чекор, со оглед дека после 7 години ние тапкаме во место. На некој начин сите сме граѓани кои што имаме потреба некоја информација од некоја институција. Така да не се сваќаме погрешно. Меѓутоа, во рамките на можностите што ги има една институција, направени сите анализи и е до заклучок дека максимум ќе се разговара на 15 работни дена. Сега ние уште сме во вид на транзиција на закони, уште правиме измени сега во техниски закон за јавни службеници и државни службеници, така да организационата поставеност на сите тие служби кои што ќе работат во тие институции. Така да ние однапред предвидуваме дека тие 15 работни дена би било доволни самата организација или орган да може не само да одговара на барањето, него и да има квалитетната информација. И тоа е многу битно. Тоа е битно, бидејќи делот за белешките на новинарите беа дека формално добиваат информација, но суштински не добиваат податоци. Значи да не биде законот проформа само спроведен. И квалитетно и овие службените лица, значи што постапуваат по барањата согласно овој закон, имаат и други работни обврски, не работат само ова. Покрај другите им е ова плюс. И за тоа мислам има забелешки. Има некои институции што имаат доста барања и не може службеното лице да постапи во рокот, затоа што има и други. Дали од присутните новинари има одредени прашања, повелете слободно вклучете се во дебатата со прашања, со коментари. Кога некоја информација не сака да дадат, обично кога се работи за некакви трошоци на попатувања на функционерите или рекламите, или што и да е, секогаш се вадат на тестот за штетност кој покажал дека ако не откријат и лични податоци. Јас имам искуство со Европската комисија и таму кога праќаат документ кој содржи лични податоци, тие се едноставно покриени со црна трака и тоа е тоа. Дали ова може да биде одговор на барањето? Може да се анонимизираат тие лични податоци, се бришат, останатиот дел од информацијата се доставува доколку не губи од содржината нормално. Говори дека не може да даде информацијата бидејќи ги открил лични податоци на Министерството. Не, и зависи сега и тука кои се лични податоци, треба да кажат тие кои се што се. Не сите лични податоци се заштитени лични податоци. Има личен податок, пример име и презиме на министер, на државен службеник. Ако е личен податок, не е особено заштитен личен податок, да не треба. Значи, исклучоците од слободниот пристап треба да се оди од предмет до предмет. Не може начелно да се каже ова е исклучок од слободниот пристап, а ова не е исклучок. Кај исклучоците, значи, мора да се види барањето конкретно, кое и што треба да се даде, што не треба да се даде. Лично сметам, меѓутоа верувам дека колегите кои што се дел од Сдруженијето и останатите новинари нормално сите би ги поддржале овие заклучоци и предлози за измена на подобра примена на законот и неговата промена, со тоа што сметам дека сегашните 30 календарски денови да се смена за 15 работни денови, може би ефектот бил поголем ако се смени на 15 календарски денови, бидејќи точно нека со 15 работни денови би се усогласил законот со дел од земјите што се од регионот, меѓутоа да не забораваме, од друга страна Црна Гора има 8 дена календарски. 7. Шведска има инстант. Да, Македонија не е Шведска, меѓутоа законот зашто да биде просечен со другите земји, која може да биде многу побрз и подобар. Норвешка ќе ја спомнеме пак, да, таа не е ни членка него, меѓутоа тука е 1 ден до 3 максимум. Точно е дека просекот во другите балкански земји, кои што е Косово 15 работни дена, Србија 15, исто така Словенија малку скупно со повеќе 50 работни дена, 20 работни дена, пардон. Го наведуваат нели иницијаторот да и ние имаме слично решение, меѓутоа јас секогаш велам
потребно да се постави повисоко барање за да евентуално дојдеме до нешто што ќе биде прифатливо за целата фела, меѓутоа и за граѓаните. На прашањето дали новинарите, што господјата пред малку спомна, треба да имаат посебен третман со овој закон или не, нема да тврдам дека тоа треба да биде така или не, меѓутоа мислам дека тоа е добар предмет за дебата внатре во фелата. Зошто? Бидејќи во земјите членки на ОПСЕ, во дел од нив, законот што третира оваа материја предвидува новинарите да имаат подеден пониски такси, односно помал фи кога плаќаат за таму што се наплаќа воопшто, за барање за информација од јавен карактер, како и второ би било имаат побрз рок. Речеме, ако за граѓанин 30 дена е календарски рокот, за новинарот ќе бидат 10 или 5, зависи. Сакам да кажам, ова е интересна тема и не би исклучил можноста да не се размисли во нашиот дел дали треба или не треба да се имплементира. Сепак тоа може би треба да се разговара и понатаму. Тоа што е добро во контекст и што мене ми се допаѓа во контекст на овие предлози е фактот што пред 2 години Здруженијето на новинари на Македонија во соработка со Македонскиот институт на медиуми во неколку дебати, семинари, конференции, наречете како сакате, вклучи над 200 новинари и уредници и како резултат на таа цела работа беше тој акцијски план за подобрување на медиумската ситуација во медиумите. Уште еден policy paper, што странците сакаат да кажат, или уште еден аргумент зошто законот треба да се промени, е токму и тој документ, бидејќи заклучокот таму е ист, како што и овде, а тоа е дека со цел законот да биде уште подобар, јас не велам нека лош, напротив, потребно е да се намали рокот за обезбедување на информација од страна на институциите. Во тој документ не е наведено колку да биде намален рокот, меѓутоа ете, уште еден аргумент зошто надлежните институции би требале да бидат уште повеќе охрабрени да размислат за евентуална промена на законот во овој дел. Знаете, од нашето досегашно искуство, кога станува збор за промена на закони или пак инициирање на нови, во ред да се земат од предвид компаративните искуства од земјите во регионот и од другите западноевропски земји, меѓутоа многу е важно да се земи локалниот контекст на Македонија. Да бидеме реални, 2013 година ќе завршиме со 116 место во Репортери без граници индексот, ќе завршиме ко partially free или прилично слободна или неслободна земја во поглед на медиумското изразување според Freedom House, а другите балкански земји што имаат уште помал рок во овој закон, се далеку подобро оценети од страна на интернационалните медиумски организации, како и во прогрес извештаите на Европската комисија. Така да со цел надлежните институции да демонстрираат добра волја, меѓутоа и да демонстрираат на еден начин сенс за медиумската ситуација во Македонија, потребно е да идат на максимално либерално решение и решение што ќе искочи во пресред на новинарите да бидат охрабрени малку повеќе да го користат оваа алатка, особено на оние што се бават со истражувачко новинарство. Да не бидам насочен само кон новинарите, нормално дека законот се однесува на сите граѓани, тоа е неминовно. Меѓутоа, поправете ме ако грешам, има тука во публиката дел од колегите што се бават со истражувачко новинарство. Овој закон пред се представува добра можност доколку функционира да го користат за своите истражувачки продукти. Кај нас во Македонија нормално ако законот биде и со 0 денови да се добиваат информации од страна на надлежните институции, тоа не значи дека ние кај нас имаме добри истражувачки истории. Стигата е поголема, со цел да биде овој закон искористен максимално, верувам дека и медиумската ситуација во Македонија треба да биде подобрена во други аспекти, така да работата нема да заврши ако се промени законот со рокот, нормално, ќе треба да се работи и на другите аспекти, пред се тука си оние владени кампањи што секогаш од занема користиме момент да ги повториме, бидејќи тие влијат на пазарот и без разлика што овој закон може да обезбеди квалитетна информација што е добар дел од одредена истражувачка историја, новинарите немаат кај ги објават информација за жал на оние мејнстрим медиуми, бидејќи трендот е таков каков што е. Да го пофаламе малку законот. Кај нас можеме преку електронска пошта да поднесеме барање, што е за пофалба, во некои земји дури може и усно. Не знам тоа колку е практично, меѓутоа сепак можеби треба да се размисли дали кај нас да се воспостави таква пракса. Во Македонија законот дозволува покрај информација да се достават и документи
Јас лично не знам тоа колку функционира, меѓутоа присутните можеби имаат некој искуство во врска со тоа, па можеби ќе дебатираат на таа тема. Во секој случај законот во тој дел е добар бидејќи дозволува формално да се обезбедат и документи со барање од страна на одредени институции. И околу рокот го кажав мојот став личен, а верувам дека колегите повеќе ќе се согласат дека фактека треба да се намали и да се размисли што е можно тоа да биде помал. Нема да наведувам 15 работни или неработни денови, меѓутоа ќе идам на таа општа клаузула да биде што е можно помал. Нека не биде, да речеме, моделот на Црна Гора како пример, па дали ќе биде идентичен или сличен, тоа останува на нашиот мотив да го излобираме тоа, како и на разбирањето и на можноста на институциите да искочат пресред со тие кратки рокови.